Под зборовите бедни со дух се подразбираат смирените луѓе, оние што не се фалат за своите заслуги и за своите дела, туку ги кријат и се сметаат за недостојни за Божјата милост. Исто така, тие не мислат дека се подобри од другите луѓе, уверени се дека само со Божјата помош можат да бидат добри и праведни. Смиреноста е голема христијанска добродетел. Царот и пророкот Давид вели: смирениот дух е жртва на Бога, Боже, ти нема да го презре срцето смирено. Псалм 50, 19 стих. Нашиот Спасител ни покажал најголем пример на смирение. За него светиот апостол Павле пишува: сам се смири, откако се смири дури до самата смрт, и тоа смрт на крстот. Убав пример за смиреност има и во евангелската приказна за митарот и фарисеот, во која митарот се моли: Боже, биди милостив спрема мене грешниот. Евангелие според Лука 18 глава 13 стих. Светиот Јован Златоуст вели дека смиреноста е почеток на сите добродетели, а гордоста е извор на сите несреќи. Светиот Макари египетски учи: тешко на душа што не ги чувствува своите рани и мисли дека е грешна. Неа нема да ја посети добриот лекар, затоа што мисли дека е здрава и дека никакво лекарство не е потребно. Треба да бидеме смирени, зашто всушност и нема со што да се гордееме. Се што имаме од Бога и се наоѓа во неговите раци. Бог ја мрази гордоста, за смиреноста не смее да биде пречка ни богатството, ни сиромаштвото, ни славата, ни понизноста, ни здравјето, ни болеста. Секој час треба да сме свесни дека се е преодно и дека вистинските и вечни вредности добиваат само преку мудрост и смирението. Еден свет човек вели: ако сакаш да бидеш голем, тогаш не барај да бидеш голем и токму тогаш ќе бидеш голем, зашто оние што се смируваат ќе бидат издигнати. А францускиот писател Антол Франц, размислувајќи за големата сила на смирението, пишува: целата морална убавина на овој свет се постигнува со силата на оваа мудрост која доаѓа од Бога и која е слична на лудоста. Како и на кој начин да се бориме против безумието и гордоста и како да се смируваме. Пред се, потребно е секогаш да размислуваме за Божјата величина. Колку повеќе се приближуваме до Бога и до Неговото совршенство, толку повеќе ги согледуваме нашите недостатоци и гревови. Треба да размислиме дека тоа што сме и се што имаме од Бога, дека без Неговата помош не можеме да направиме никакво добро. Никогаш не треба да заборавиме дека Бог им се спротивставувал на горделивите и на смирените и им давал благодат. Дека гордоста е почеток на сите гревови. За надминување на гордоста особено се препорачува почесто да мислиме на смртниот час и на гинењето на нашето тело. Големиот светител Тихон Залонски вака поучува: се раѓаме голем и со плач, живееме во маки, незгоди и гревови, умирање со болки, воздигнување и страв. Не закопуваат во земја и во земја се претвораме. Таму не се разпознава кој е богат и кој е сиромав, кој е господар и кој е слуга, кој е учен, а кој е прост. Таму сите ќе бидеме еднакви, зашто во земја ќе се претвориме. Тогаш, со што можат зимите и гнилежот да се гордеат? Срамно е за нас христијаните да се гордееме кога Христос, нашиот Бог и Спасител, се смирил се до самата смрт. Смирението е основниот белег на христијанин. Само по смирението се познава кој човек е вистински ученик на кроткиот и смирен по срце Господ Исус Христос. Еве, ова е првото скалило од скалата на духовното усовршување и издигнување. За да се искачиме до врвните скали на христијанското совршенство, потребно е да почнеме од првото скалило, од смирението, затоа што е основата на сите христијански добродетели. Откако ќе осознаеме нашата ништозност, откако ќе се смириме, сознавајќи ги нашите недостатоци и гревови, ние почнуваме да се жалиме и да плачеме за нашите гревови, за навредите што сме му ги нанели на Бога и на нашите ближни,
Со ова блаженство Спасителот Господ Исус Христос им ветил утеха на сите што жалат и плачат за своите гревови и ја засилуваат нивната вера во можноста за духовно исчистување и нов препороден живот. Покајанието е врата низ која повторно се влегува во Царството Божие. Само оној што ќе се покаи и поправи може да биде среќен, односно блажен и во овој и во идниот живот. Светиот Јован Богослов пишува за оние што се каеле и плачеле за своите гревови. Им ја избриша Бог секоја солза од очите нивни и смрт нема веќе да има. Откровение 21 глава 4 стих. За да жалиме и плачеме за нашите гревови, секогаш треба да бидеме свесни за тоа дека гревот е најголемото и најстрашното зло на светот. Гревот е причина за сите несреќи на земјата, поради него сме били лишени од него и од вечното блаженство. Господ Исус Христос е единствениот победник на гревовите и на страстите. Секој кој искрено ќе се покае и ги намрзи своите гревови, по искрената исповед и причестување на светите тајни, се ослободува од робството на гревот и почнува да живее нов живот. Светиот Јован Златоуст вели: како што по дождот воздухот се прочистува, така и по пролеаните солзи во душата настанува спокој и ведрина. Духовниот мрак наполно исчезнува. Светиот Димитри Ростовски пишува: плачот за гревовите ја измива душата, ја отстранува секоја дамка на неа, ја исчистува совеста, го прочистува умот, ги раскинува гревовните вериги и ги кине списоците на сите нашите беззаконија. Светиот апостол Петар плачел затоа што се откажал од својот учител и спасител. И во Господ и се смилувал на него. Му простил, го примил и го утешил. Милиони луѓе во минатото плачеле и се каеле за своите гревови, а Бог со радост ги примал и ги спасува. И денес е голем бројот на христијанските искрени покајници. И нив Бог сигурно ќе ги прими и ќе ги утеши, зашто таму каде што има покаяние и плач за собствените гревови, таму и Божјата милост, простување на гревовите, утехата и вечната радост. А како да се научиме на овој спасоносен плач? На ова прашање вака одговора светиот Исаак Сирин: кога некој го гледа мртов својот драг пријател, зар е потребно некој да го учи како треба да плаче? Еве, пред тебе е мртва твојата душа, умртвена од гревовите, а таа ти е неголемото богатство и во времето и во вечноста. Гледајќи ја твојата душа и неподвижна за се што е добро, нема ли да плачеш и да се каеш поради тоа што не си се грижал за неа? Не е срамно да ги признаеме нашите гревови и да се покаеме, срамно е кога грешиме и не сакаме да се поправиме. Никој, освен Бога, не е без грев. А и зошто да ги криеме нашите гревови, ако луѓето не гледаат и не знаат што правиме? Бог гледа се и знае се. Он него не може ништо да се сокрие, Он го знае и она што сме го помислиле, почувствували и посакали. Господ Исус Христос се радува кога искрените покајници му пристапуваат со вера, ги признаваат своите гревови, кога жалат и плачат што ги прекршили гревовите. Затоа и вели: не сум дошол да ги повегам праведниците, туку грешниците на покаяние. Евангелие според Матеј, 19 глава, 13 стих. Ова блаженство е второ скалило на христијанското духовно и морално издигнување. Само преку него можеме да си скачеме на повисоките скалила на личното самоусовршување. Оваа заповед ни учи да бидеме кротки. Да се биде кроток значи да се поднесуваат трпеливо на вредите и подбивањата, да се биде добар кон секого и да не се враќа зло за зло, да не се мисли на злото, зашто не го направиле, и да се воздржуваме од одмаст. А сето тоа значи со секого да живееме добро, да претрпуваме се и на никого да не му правиме она што не сакаме и нам да ни се прави. Најголемиот пример на кротост е самиот Спасител Господ Исус Христос. Ги благословувал оние што ги голене, им простувал на оние што ги измачувале, а кога го распнале на крстот, он се молил за своите мачители велејќи: Оче, прости им, тие не знаат што прават. Господ Исус Христос им ветува на кротките дека ќе ја наследат земјата, затоа што кротките луѓе со својата добрина и благост ги придобиваат срцата на сите луѓе. Мирните и кротките луѓе ги сакаат. Ете на тој начин, кротките луѓе, како да се наследници на целата земја, на сите земни богатства и вредности.
Лошите луѓе брзо се лутат и секогаш се готови за судари караници. Таквите луѓе никој не ги сака и затоа не можат да се насладуваат ни со убавина и добрината на земниот живот. Тие немаат душевен мир, кој е основниот услов за вистинската среќа. Благиот одговор го смирува гневот кај нашите ближни. Лошите и гневните луѓе се зажалени. Тие се најголемите непријатели на себе си. Гневот почнува само со срцата на безумните луѓе. Затоа Спасителот им вели: поучете се од мене, зашто јас сум кроток и смирен по срце и ќе најдете мир во своите души. Кротките и човеколюбиви луѓе. Поради својата кротост, Христос бил наречен јагне Божјо. Надоените и лутите се спротивставуваат на кротките. По долгото време кротките секогаш добиваат, христијаните биле прогонувани, измачувани и убивани од јазичниците, но победиле со својата трпеливост и денес се тие што се најсилните во целиот свет. Тие се цените и почитувани насекаде, од Бога се наградувани не само во небесниот живот, туку и во земниот, затоа што само кротките му се радуваат на вистинскиот мир, тие ги скрутуваат подвиените срца на гневните. Еден од големите духовни учители поучувал вака: моли му се на Бога, не само за тоа да те избави од маќите и страдањата, туку моли се повеќе да ти дарува сили, пречекувајќи ги страдањата. А еден друг духовен мудрец пишува: пречекајте ги страдањата не како непријатели и мучители, туку како заслужува казна за вашите греови, како вистински лекар на вашите духовни болести, како Божи пратеници и дарители на Божјата благодат. Во Светото писмо се вели: Господ го казнува оне кој го сака, го обичува секој син кој го прима. Послание до евреите, 12 глава, 6 стих. Ова блаженство е третото скалило на скалата, по која постепено се издигаме кон духовното совршување. Ова скалило не можеме да го прескокнеме, само преку него можеме да се скачаме на четвртото. Правдата е извршување на Божјата волја, на Бога му е угодно и праведно се што е во согласност со неговата волја. И затоа кога се вели дека некој е гладен и жеден за правда, тоа значи дека е гладен и извршува Божјата волја, која според зборовите на Спасителот е вистинска храна за добрата и праведна душа, како што и телесната храна, храната за нашата душа. Затоа нашиот Спасител Господ Исус Христос вели: мојата храна е да исполнувам волјата на оној кој што ме пратил и да го извршам неговото дело. Како што чувствуваме задоволство кога ја задоволуваме телесната глад, така се чувствува и душата сита и блажена кога се нахранува со правдата. Извршувајќи ја Божјата волја и раководејќи се според Божјиот закон, тоа е награда за оние кои што извршуваат Божјата волја и што прават добри дела. Божјата волја е водител на човековата волја, таа човекот го чува да не се оддалечува од Божјиот пат. Ако навистина бидеме гладни и жедни за правда, тогаш нема да не остави. Он ни ветил дека ќе не наследи со правда. Оваа награда ќе се состои во следното: ќе имаме душевен мир, најголемото богатство на земјата и вечен и блажен живот на небото, односно во Царството небесно. Кога Спасителот им ги давал на луѓето заповедите на блаженството, он им рекол: барајте го напрво Царството Божјо и неговата правда, и се ова ќе ви се придаде. Евангелие според Матеј 6 глава 33 стих. Со овие зборови Спасителот не поучува дека Царството Божјо и неговата правда се на она што му е непотребно на човек. Се друго е споредно и миливо. Храната, облеките и парите, односно само духовното богатство е најголемото богатство и за сето време и за целата вечност. Вечно е само духовното богатство. Ако луѓето живеат според Божјата волја, тогаш на земјата ќе владее вечен мир. Изминале веќе повеќе 1000 години откако ангелите објавија во Витлеем мир на земјата и добра волја меѓу луѓето. И на земјата уште не е завладеал мир и не се зацарила правдата, затоа што луѓето не сакаат да живеат според евангелскиот свет живот, а Божјата волја е да ги сакаме нашите ближни како што се сакаме самите себе си, да правиме добри дела и никој да не постапува со својот ближен така како што не сака другите да постапуваат со него.